целта да ги запреме неповолните движења во стопанството е една од основните задачи што престојат пред работните луѓе и граѓаните во текот на оваа, се разбира и во наредните години. Основно што треба да се постигне со стабилизационата политика е зголемување на обемот и квалитетот на производството, јакнењето на положбата на нашето стопанство во меѓународната поделба на трудот, односно зголемување на извозот и намалување на увозот, кој што би требало да се сведе на она што е неопходно и економски оправдано. На 10-та седница на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, што се одржа во текот на минатиот месец во Белград, се расправаше за младата генерација во борбата за на тамошниот развој на социјалистичките самоуправни односи и задачите на Сојузот на комунистите. При тоа стана збор и за вклучувањето на младите во мерките за стабилизација. И Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија пред неколку дена во просториите на Централниот комитет на СКМ расправаше за оваа мощна значајна тема. За конкретните ангажирање на младите од неколку градови во Републикава и од Организацијата на Здружен труд ФАС 11 октомври од Скопје, ќе видиме од прилогот што го подготвивме со колешката Убавка Матевска. Се наоѓаме пред почетокот на новото акцијашко лето. Би било интересно да ни кажете како бригадирите од струмите се вклучуваат во стабилизацијата. Со оглед на тоа дека целото наше општество и сите структури во него се зафатени со остварување на политиката за економска стабилизација, во Струмица, како и целокупната младина е ангажирана во тој поглед, исто така не останаа имуни работните бригади, кои веќе неколку години учествуваат на сојузните работни акции. Нивното ангажирање во остварување на политиката на економската стабилизација не произлегува само од оваа година, веќе неколку години наред. Тие пред заминувањето на сојузните работни акции, пред неколку месеци, пред да заминат, тие учествуваат во изведувањето на работните акции во круговите на организациите на Здружен труд, во собирање на секундарни суровини и уредување на фабричките кругови и други работи, а за сметка на тоа пак работните организации им помагаат во материјалното обезбедување за што подобро имат што подобро материјално обезбедување кога тие ќе заминат на работни акции. Мислам дека оваа форма на ангажирање на работните бригади даде плод и сметаме дека и во наредниот период ќе ја негуваме и ќе ја прошируваме. На денешната седница се зборуваше за конкретните задачи кои се преземаат во младинските организации по општините. Па би сакале вие да ни кажете со какви акции се вклучувате во таа акција? Сојузот на социјалистичката младина од Охрид изготви програми со конкретни задачи и кои задачи почнавме да ги остваруваме према зацетаната програма. Реализиравме две акции од старо да создадеме ново, на која учествува околу 2000 работници и заедно со вработените од Југосуровина поранешен отпад од Охрид, собравме околу 42 тони секундарна сировина. А позабележително би требало да нагласиме по повод на 8 март организиравме акција во која акција учествувавме за расчистување на градот. Вие сте делегат на Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина од Крушево. Дали кај вас младите нешто се вклучени по-конкретно во акцијата за стабилизација? Младите во нашиот град, како и сите млади во нашата земја, секогаш тргнуваат од титовите зборови дека нашето општество припаѓа на младите, но дека тие треба да се борат во секое поле за да придонесат тоа општество навистина да постане нивно. Па конкретни задачи, конкретни улоги што ги имаат младите во нашиот град, тоа се задачите што си ги поставуваат младите како најрационално да го искористат своето работно време и исто така и своето слободно време. Ти си ученичка во средно училиште. Па како кај вас действува младинската организација на овој план? Бидејќи сум ученичка, младите, можем да кажем дека младите во нашиот град во таа економска стабилизација би придонесле, особено школската младина, кога би правиле помалку изостаноци, кога би се грижеле да постигнат што подобри резултати во учењето, а исто така тука би нагласила дека особено треба да се истакне воспитната улога на Сојузот на социјалистичката младина во подобрувањето на тие резултати во училиштето. И уште можем да кажем дека што се однесува до работната младина, таа се грижи што
подоследно да се однесува на своето работно место, тоест да секогаш да е спремна да помогне на другарот во работата, да го користи исто така рационално и уште поважно продуктивно своето работно време, да не го губи тоа работно време решавајќи крстословки или читајќи весници, или, например, да го губи тоа време во земање на боловања за да врши некои своји приватни интереси, да постигне нешто што не е во согласност со неговата улога на работното место. Другата Јордановска, обично за 8 март се практикува, се организираат најразлични патувања. Па интересно е да чуеме како го одбележавте вие 8 март во вашата фабрика. Па видите, како и до сега и оваа година не беа направени посебни напори во правењето на трошоци околу организирањето на пречекот 8 март, односно организирање на банкети, патувања во странство или пак давање на поклони. И оваа година пречекот на 8 март беше во духот на сите напори за стабилизација на стопанството, така да не беа направени посебни трошоци. Во минатите години беа организирани посети на работни колективи, додека пак оваа година беа поделени значки од коаш на секоја жена работничка, додека пак во трајање од една недела беше организирана ликовна изложба, исклучиво од жени уметници, во соработка со Уметничката галерија во Скопје. Другар Шалев, вие сте прв председавач на координативното тело на Сојузот на социјалистичката младина при ФАС 11 октомври. Во рамките на вашата фабрика постои Центар за образование. Да, во нашата фабрика постои Центар за образование и тоа постои од 1959 година. Целта на овој Центар за образование за стручно издигнување на работниците од фабриката и на оние работници кои треба да дојдат во фабриката и културно издигнување на работниците кои се во фабрикава. Центарот за образование е лоциран на едно малку незгодно место физички, нема кој знае какви простори, али ефектот од работата не изостанува поради таа работа. Оваа година се школуваат во Центарот за образование околу 80 КВ и ВКВ работници кои работат на такви работни места, а ја немаат потребната таа стручна спрема. Инаку оваа година имаме, ова учебна година, во нашиот Центар за образование има 80 ученици од сите занаети кои ги има во нашата фабрика. Тие учат во училиштето Коце Металец, а практичниот дел во трета година од наставата го изедуваат во нашата фабрика директно на она работно место на кое следната година ќе работи, ако не следната, наскоро ќе дојде во нашата фабрика да работи. Планирањето на кадри го врши и Центарот за образование, односно делува Центарот на образование, во тоа што стипендира, плаќа школарини на ученици, на слушатели за одредени стручни работи. Ова година се издвојуваат голема сума на пари, тоа преку 320 милиони за оваа намена, од кој дел од тие средства ќе се потроши за стипендирање. Ова година на првиот и на вториот степен стипендираме околу 145 студенти, а додека дел од тие средства ќе се потрошат и за културно издигнување на работниците. Преку Центарот на образование се организираат разни културно-забавни работи за нашите работници. Кој е крајниот ефект? Крајниот ефект од целава делатност што ја работи Центарот за образование е зголемување на продуктивноста и на економичноста во работата преку учење на работникот, тоест учење на работникот преку работа. Акцијата Избираме најдобар млад работник, самоуправувач, иноватор, како и акциите за собирање на секундарни суровини се едни од облиците за вклучувањето на младите во стабилизацијата. Кој од овие облици е применет кај вас? Па акцијата Млад работник, самоуправувач, иноватор во нашата основна организација на Здружен труд веќе се договоривме на последниот состанок на основната организација да започне да тече сукцесивно секој месец. Сигурно акцијата Млад работник, самоуправувач оваа година на економската стабилизација ќе ги покаже сите своји позитивности со тоа што мислиме дека ќе се намали многу боледувањето, отсуството од работа, заштедата на репроматеријалот, потоа
се зачувуваат основните средства за производство, како и ќе се намали шкартот. Уште за другата акција ги собираме секундарните суровини од старо да создадеме ново. Во нашата основна организација се договоривме да таа тече секој час, тоа е секој трен на работното место, посебно со акцијата Млад работник самоуправувач поврзувам. Зборуваме дека акцијата ќе оди секој час затоа што на работното место и од работните задачи секој млад работник и секој вработен во основната организација е должен да отпадот што се ствара при работата одма се става во сандуци за отпадоци и тој одма се транспортира на депонијата за отпад кој го собира работната организација Отпад од Скопје. Уште во економската стабилизација би рекол акцијата Млад работник самоуправувач многу ќе придонесе, а и посебно иноватор затоа што нашите можности како млади, а посебно стручно, високостручните кадри во нашата работна организација кои се во поголем број ќе можат својата креативност, својата иновација да ја дадат на работната организација, а со тоа би заштедиле многу, затоа што знаеме дека од увоз кога се увезува технологија, таа е за работните организации прескапа. Во последниве години младинското работно ангажирање е прилично актуелно кај младата генерација. Чувме дека во вашата фабрика постои младинска работна бригада. Да, во нашата фабрика работна организација постои работна бригада. Таа е формирана по изведувањето на една работна акција од интерен карактер. Сметете на нас, која што спроведе една работна акција во фабриката, во кругот на фабриката. После тоа на 31.3.1979 година формирана е бригадата 11 октомври, ФАС 11 октомври, начело со бригадна конференција и председавач. Бригадата беше организирана со тенденција да не биде од фиксен карактер, односно да биде од променлив карактер, односно членовите да се менуваат. А дали најдобрите членови од вашата работна бригада одат на сојузните акции? Да, од составот на оваа бригада, оние членови кои што се покажале најактивни и најдобри, се избрани и предложени како членови во сојузните младински акции. Такви членови, представници од нашата работна организација имаме испратено во Сојузната младинска акција Катланово, потоа Дилибатски песак и други младински работни акции. А кои се последните ангажирања? Оваа бригада зема учество во расчистувањето на поплавените терени и со тоа е знак дека бригадата, членовите нејзини, секогаш се спремни и готови да учествуваат во склоп со цивилната заштита во една ваква акција. Дали досега сте добиле средства за некои од акциите што ги спроведувате? Имаме планирано повеќе акции, од старото да создадеме ново, формирани во знак на стабилноста, на стабилизацијата на што се спроведува во оваа година. И сите овие средства што ќе бидат, обезбедени од оваа акција, ќе одат во фабриката и тоа ќе представува како доход создаден од уштеда на оваа акција. Задачите што стојат пред младата генерација не се некои посебни специфични само за неа, туку се карактеристични на сите субјекти во нашето општество или со еден збор општо југословенски. Постојат конкретни ангажирања на младите за кои досега зборувавме во овој прилог, а интересно е тоа што првите резултати кои се постигнати во оваа година, токму на ова поле, зборуваат за ефикасноста на мерките кои досега се преземаат. Но сепак не треба да забравиме едно што е мощно важно. Ова е само почеток. Вториот прилог од емисијава е посветен на аспектот за структурите кои ги дава високото и висше образование според потребите на здружениот труд. Хамлетовско е прашањето: каде посредното образование?
Се вели колку луѓе, толку афинитети. Но дали е така? При уписот во септември на високите и висшите школи во Републикава, најмногу завршени матуранти се јавуваат на факултетите од општествено-хуманитарните науки, а малкуми на своето идно образование го продолжуваат на некој од техничко-математичките факултети. Зошто? Факултетите од Центарот за математичко-технички науки, меѓу кои се и електромашинскиот факултет, факултетите за физика, хемија и математика и градежниот факултет, даваат поволни услови за доследно и успешно студирање. Во нивните наставни програми зацртани се повеќе испитни сесии, редовни колоквиуми за полагање на наставното градиво, а оние со успешно положени колоквиуми се ослободуваат од испит. Исто така, Републичката заедница за образование за овие факултети одобрува голем број стипендии кои се неповратни. Уште еден бисер на герданот, наречен факултети за технички науки, е што за студентите со добиена диплома на еден од овие факултети работувањето е повеќе од сигурно. На оваа тема со студенти од овие високошколски установи разговараат колегите Лидија Ризевска и Милена Делковски. Ти си студент на Електротехничкиот факултет во Скопје. Која е според тебе причината за малиот број запишани студенти секоја година? Па причината за малиот број запишани студенти секоја година на Електротехничкиот факултет, според моје мислење, се должи на тоа да во јавноста е распространето мислење дека Електротехнички факултет е тешка наука за студии, дека студирањето е многу тешко, иако според поволните услови кои ги пружа нашиот факултет. Но исто така друга причина е тоа што студентите кои треба да се запишат, бруцоши кои треба да се запишат на факултетот, по таа сугестија, иако има завршено средно електротехничко училиште, го избегаваат тој факултет баш поради таа јавност, поради таа мислење, што мислам дека во секој случај не е оправдано, поради тоа што доколку со љубов и се посветите на некоја наука и ја студирате, не гледам дека постојат причини за да не се оствари резултат и успех во студирањето. Како студент на хемискиот факултет, кажи ми кои се поволните услови кои што ги нуди тој факултет за успешно студирање? Полно да кажем дека нашиот факултет постојат поволни услови за студирање. Пред се имаме доволно, мислам, лаборатории, што се основен предуслов за успешно студирање, мислам, на еден студент. Друго исто така постои кадар доволно, така да ние во тие лабораторија, во теоретската настава може одма да докажеме и практично. Единствено нешто што недостатствува, тоа е што мислам дека во исто време кога изучуваме таа теорија, ние треба и да ги посетуваме практичните вежби, за да би можело што поуспешно да го завршиме тој факултет, мислам, и да може утре да бидеме поголеми практичари, по-успешни работници. Кажи ми, зошто се запиша на математичкиот факултет? За да се запишам на математички факултет, пресудна беше љубовта кон математиката, а освен тоа мислам дека бев доволно добро информирана за начинот на студирање и можностите кои што ги дава овој факултет за поволно студирање. Имено на математичкиот факултет, иако има многу мал број студенти, има многу доволно добри услови за студирање. На нашиот факултет постои таков услов да се положени колоквиуми, се ослободува од писмен испит. Освен тоа, поради малиот број на студенти, имаме доволен број професори и асистенти на известна група студенти и така можеме подобро да ја следиме наставата и повеќе да се вклучуваме во вежбите кои што се изведуваат. Освен тоа, мислам дека е познато дека математичарите се дефицитарен кадар и има одобрено стипендии и од општините и од Републичка заедница за математичари. Мислам дека би требало повеќе да има студенти кои што ќе се запишуваат на математика. Сосема е поинаква состојбата на факултетите од општествените науки. На првата година од економскиот, правниот, филозофскиот, филолошкиот и медицинскиот факултет се запишуваат голем број студенти. Како пример, ќе го издвоиме економскиот факултет, на кој и покрај ограничениот упис, на првата студиска година се запишуваат преку 2000 студенти, од кои третиот и четвртиот семестар го студираат само 200 идни економисти. Во однос на запишаниот број студенти, Републичкиот завод за образование дава мал број стипендии. На економскиот 81, на правниот 36, на медицинскиот 82 и така натаму.
Оттаму сам се наметнува заклучокот дека вработувањето за дипломците од општествените науки е доста тешко. Погледано во бројки, во Републичкиот завод за вработување работа чекаат 264 економисти, 257 правници, 195 професори, 146 лекари и така во недоглед. Не интересираше зошто и по сиве овие тешкотии многу млади луѓе одбираат професии од овие науки. Еве што дознаа нашите колеги Лидија и Миле на оваа тема. Ти си студент на правниот факултет. Кои се твоите идеали по завршувањето на факултетот? На нашиот факултет постојат 3 насоки со кои што се овозможува потесна специјализација на студентите спрема нивните афинитети. Јас мислам да се определам на правосудната насока, бидејќи сметам дека со неа ќе ми се исполни давнешната желба да по завршувањето на факултетот бидам адвокат. Благодарам, а сега е пред нас еден иден лекар. Да го запрашаме дали по завршувањето на факултетот ќе чека вработување во Скопје неколку години или ќе отиде во внатрешноста на Републиката да побара побрзо вработување? Па јас мислам дека во внатрешноста би требало да се вратат оние студенти кои што доаѓаат од внатрешноста. Меѓутоа, доколку не се најде запослување во Скопје, лекарот е лекар онаму каде што е потребен, па би отишол на работа и во внатрешноста на Републиката. Меѓутоа, морам да додадам дека моја желба е да останам во Скопје. На кој факултет си студент? Студент сум на економскиот факултет прва година. Кажи ми нешто за начинот на студирање на економскиот факултет. Па начинот на студирање на овој факултет малку е изменет затоа што е воведена така наречена концентрирана настава. Оваа концентрирана настава се состои од тоа да предметите што се слушаат во текот на една година се поделени во 2 семестра и тоа во секој семестар се слушаат одредени предмети и на тој начин е дадена можност да во една испитна сесија се дадат повеќе испити. Мислам дека предноста на овој начин на предавање е во тоа што може да се постигнат и подобри резултати. Ги чувме мислењата на младите кои веќе студираат на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Корените за ваквата ситуација почиваат уште во средношколските клупи. Нашите колеги разговараат со неколкумина матуранти и да чуеме какви се нивните мислења за продолжување на образованието на факултетиве низ Републикава. Каде ќе го продолжиш твоето идно образование? Медицината од секогаш ме привлекувала. Тоа е наука за човекот преку која може најмногу да му се помогне на човекот, а исто така дава отворени патишта за истражувачка дејност. Ти ми кажа дека ќе се запишеш на економскиот факултет. Да, тоа беше мојата желба. А дали при уписот знае за силната селекција што владе на тој факултет? Заради поголемиот број на запишани студенти годинари. Да, чув, меѓутоа, кога факултетот е правилно одбран, нема причини за страф, а јас мислам дека правилно го одбрав. На кој факултет ќе се запишеш ти? Јас мислам да се запишам на електротехничкиот факултет. Ги знаеш ли поволните услови кои ги нуди Центарот за математичко-технички науки во кој спаѓа и тој факултет? Да, постојат поголем број на сесии поради големиот број на испити, а исто така се уште тоа е дефицитарно занимање, така да постојат добри можности за запослување. Ти ќе се запишеш на факултетот за општествени науки. Зошто според тебе одбра токму оваа професија? Па видете, секако не е лесна работа човек да се определи за својот животен позив. Јас доста размислував поводом ова прашање и мислам поради мојот афинитет кон општествените науки да го продолжам школувањето на правниот факултет. А што понатака по завршувањето на правниот факултет, какви се твоите идеали? Па јас се надевам дека го исполнам просекот, дека ќе го продолжам школувањето во Белград на дипломатската школа. Ти ни рече дека ќе се запишеш на факултетот за математика. Зошто токму ја одбра да ја студираш оваа наука? Одбрав поради тоа што ме привлекува математиката како научна дисциплина. Покрај тоа сметам дека на тој факултет постојат најголеми можности за научно издигнување и продолжување на работата. Сегашните потреби за високошколски кадар не задоволуваат. Тоа го говорат потребите на Сдружениот труд и општествените препораки за кои се расправа на сите нивоа. Да подсетиме, во Републичкиот завод за вработување од вкупно 3159 невработени млади до 30 години со висока и виша стручна подготовка, најголем број се невработени правници, економисти, лекари, наспроти се поголемите барања за кадри од техничките науки.
Според ова, и во наредниве десетина години ќе се чувствува недостаток од стручни кадри што ги исфрла Центарот за математичко-технички науки. Доследната примена на интенциите на насоченото образование треба да ги даде резултатите што ги очекува Здружениот труд. За оваа цел, никој не може да чека нешто однадвор, туку високошколските установи што даваат образовен кадар како работна сила потребна на Здружениот труд, треба да се во тесна соработка со здружените организации. Така, давајќи кадри за конјунктурните занимања, дефицитарни во одредени струки, образовните центри заедно со дипломата би биле во состојба да врачат и решение за вработување, што ќе рече, тоа би било школување по порачка на стопанството, кое што е и носител на финансирањето на севкупното образование во нашето општество.